И зарем навистина требаше да очекуваме нешто помалку од овој теренски автомобил од Кина. Од земја која што мери 5500 километри од исток до запад и 5000 километри од север до југ, која што има 6 планини повисоки од 8000 метри, Монтеверест и К2, Тибет, од земја која што има пустина, од земја која што има реки кои што како Јангце и од земја која што произведува најмногу возила. Кина очигледно е моќна со теренските возила. Ние допрво осознаваме дека овој автомобил, произведен од Кина, на кој што многумина влегуваат со скепса. Чекај па, како може теренски автомобил од Кина да биде на рамниште со нашите Г класа, со Land Cruiser, со Defender, со Wrangler, со Нива и со Jimny. Меѓутоа, токму фактот што се работи за теренски автомобил од една таква земја како Кина, од една таква голема земја, од толку голем пазар и од таква култура и автомобилска вклучувајќи, токму тоа објаснува зошто оваа 212-ка е толку способна. Навистина ме изненади. Не очекував дека ќе ја мине толку лесно таа тура по тој пат преку Присад и долу понатаму до Прилеп. Очекував дека ќе треба да се вратам некаде, па дека ќе треба некаде да запне, па нема да испорача доволно моќност или тркалата дека ќе пролизгуваат, или дека ќе наседне некаде, или дека ќе треба да запрам да видам дека нешто удрило. Меѓутоа, вистинската предност на оваа 212-ка, односно марка е 212-ка, Т01 е името, Tank 01, е тоа што вози софистицирано. Значи, е сосем применлив и како патничко возило. Може да направите теренски автомобил кој што ќе се пробива по теренот на теренот, како Лада Нива, меѓутоа ќе биде некомфорен за возење. И тоа многу го ограничува. Ова вози софистицирано и по пат, по автопат, има доволна динамика, има и доволна безбедносна резерва секако. Станува збор за високо тежиште, станува збор за балонки гуми, добро, полубалон гуми, 70 денес е висок профил, меѓутоа не го ограничува, не ја ограничува возливост, не ја ограничува поглед на комфорот, во поглед на динамиката, во поглед на употребливост. Ова е теренец, вистински теренец, кој што зафаќа во ресорот на лимузина. И многумина би помислеле дека БАВ со овој изглед сака да цитира некои теренски имиња, да личи како нив. Меѓутоа, факт е дека БАВ 212-ката изгледала вака уште во средината на 50-тите години, кога почнува помасовно производство на 212-ката на првата генерација, која што нема ништо заедничко со оваа поглед на техниката, освен тоа што е добар теренец. И не сака овој автомобил да личи на Г класа или на, не знам, некој Land Cruiser или Defender или слично, туку личи токму како 212-ката. Ова е функционален дизајн. Изгледа вака затоа што теренски автомобил, за да биде функционален на терен, мора да изгледа вака. Мора да ги има овие заштити околу подкрилата, затоа што има фантастично голем од треба да има тркалото. И тоа е функционален дизајн. Не е направен за да личи затоа што повеќе им се допаѓало така на луѓето, туку прегледноста е фантастична и во град, меѓу другото ќе се најде добро таа прегледност, иако има камери, секакви камери. Да, секако да не заборавам дека умилениот спорт на кинезите име и тоа да вградуваат такви гаджети по новомакедонски внатре, па со системот од камери се постигнуваат најразлични функционалности. Еве камерата. Ви прикажува од страна каков е теренот, пред возилото, зад возилото, од горе. И не се сведува се на приказната дека ова е теренски автомобил и дека изгледа моќно, туку има и удобност. Во внатрешноста откривате дека не се работи само за грубо теренско возило, па ајде да го понудиме најевтино што може, тука е понудено, значи софистицираност, отменост, има многу детали,
Во вратава, например, има детали кои што се изработени од алуминиум, рачката е од алуминиум, па има тука и гумичка некоја гумирана површина која што е направена за да биде попријатно чувство при допирање, се е обложено меко, сега тоа е површински само, тоа е еден мал слој сунѓер, меѓутоа личи, не се добива гола пластика, има опшивка, има се. Имам дигитални инструменти кои што јас би сакал да се со малку покласичен приказ и со покрупни бројки. Не само поради тоа што сум веќе во години, туку би сакал навистина малку подобра и подобар контраст и подобра читливост, меѓутоа не е се, тоа не менува многу. Има класични копчиња, се е тука со копчиња, сега тоа што ќе се збуните во почетокот, па ќе се е со истиот дизајн, овие 3 реда копчиња се со ист дизајн, се е со ист дизајн и ќе се збуните во почетокот, ќе посегнете по нешто мислејќи дека е таму, меѓутоа ќе откриете дека не е. Значи, потребно е привикнување и искуство на производителот за да знае дека прекинувачи за контрола на клима треба да изгледат различно од прекинувачи за контрола на тракција, на погон и слично. Тука имам команди за ракување со режимот на возење, значи се избираат повеќе режими на возење. Имам директен пристап до економична програма, до спортска програма, понатаму избор на режимот на погонот, значи дали да биде брз погон, така наречен, дали да биде 4H, значи за возење подинамично кога се отежнати услови на возење, по асфалт и слично, и терен. Вчера целиот тој терен го поминав во 4H. Немав ниту еднаш потреба да вклучувам теренска редукција. Да, има и теренска редукција тука, има и заклучување на распределата 50-50, заклучување на средишниот диференцијал, овие се незафатени, има исклучување на ESP, секако, за да не ви пролизгува на терен, иако програмите го нудат и тоа, значи кога ќе изберете соодветна програма за возење на терен, се исклучува ESP-то стандард. Тука се команди за ракување со климата, крупни, големи, меѓутоа пак во почетокот не можам да си го најдам каде е копчето за рециркулација. Секогаш морам да порсегнам. Да видам дека е погоре од тоа што го очекувам. Тоа го има прекинувач за 12 волти за компресор и слично. Тука има дури приклучоци за USB. Тоа па дури се покриени. Секако кога ќе го испрашите возилото некаде на терен, сакате ја цените таа вратичка, постојањето на таа вратичка, има брз полнач, има класичен USB, тоа го имаме и тука и полнач за телефон, електрична паркингна сопирачка, автохолд има, што европските производители често пати го забораваат, рачка на менувачот, нормална рачка на менувач, не е премасивна средишната конзола, има тука и некој простор за одлагање, има голема преграда тука под подпирачот за лакти, надолжно местење, нема надолжно местење, па сега не може се да се добие, доволно е тоа. Седиштата имаат вентилација, имаат грејење, се доволно комотни, се доволно долги. Страничната поддршка не е нешто преголема за да ве држи при возење на терен, меѓутоа е софистицирано подвозјето, значи не ве фрла од страна на страна, е комфортно, меѓутоа пак не е прекомфортно, не е премеко, не е толку незаинтересирано за тоа што се случува, значи сепак не дозволува толку груби движења внатре, амортизира ударите од подлогата. Електрика на прозорци, тоа секако го има, па дури имате и такви некои програми дополнителни, кинезите ги сакаат тие програми. Над 60 ви се подигаат автоматски прозорците. Секако има и стаклен покрив, сето тоа е стандард, има осветлување кога ќе отидете на терен некаде во некои темници, секако ви е битно да видите што каде ви е. Во поглед на системите за асистенција нема ништо. Значи нема ништо во поглед на систем за следење лента, па камера за препознавање на сообраќајни знаци, па не знам, автоматско пристигнување. Има само темпомат и има ракување со темпоматот кое што не ми е најразбирливо како действува навистина. Се снаоѓам некако, меѓутоа тука пишува резюм, а кога ќе притиснете на резюм, не се случува никаков резюм. Команди за радио, да, звукот не е нешто најспектакуларен, меѓутоа што ќе ви е звук воопшто кога ќе излезете, имате звуци на природа, тоа не се плаќа. Ги има овие рачки, убаво изработено.
да не ширам многу, изработката е убедлива. Класична, со внимателно изведени детали, меѓутоа допадлива. Приспособена, прилега за ваков автомобил. Сега, да видиме назад што се случува. Назад просторност има. Рачката е секако основно нешто што ви е потребно за да седнете внатре. Има простор. Клупата не е премногу профилирана. Навистина има само тука во овој дел има подпора, меѓутоа не и тука. Тука се подпирате на врата, веројатно. Значи, тоа е малку чудно. Меѓутоа имате простор, има многу простор за нозе, има простор за стопалата, доволно се долги седечкиве површини и се меко тапацирани, меко обложени, нормално пишува 212. Тука има и доток на воздух, климатизиран свеж воздух, USB приклучоци, подпирач за лакти, сето тоа е пристојно, иако единствено тоа ми е чудно што тука нема исполнување, во средината има некакво, меѓутоа овде не достига. А зошто е тоа така? Затоа што ова е теренски автомобил, способен теренски автомобил. Не останува простор за тоа, за таква екзибиција тука, затоа што е релативно кус овој дел, не пречи при седењето, меѓутоа мора да биде така изведено, затоа што има многу простор, мора да се остави во подкрилата, мора да се остави многу простор слободен за да работи ова возило кога ќе излезе на терен и навистина е малку потесен отворот, се влегува добра, е малку потесен просторот и клупата, да, го нема овој образ тука од страна, кој што ќе понуди потпора таква, лимузинска потпора, меѓутоа, покрај теренските способности што ги поседува оваа 212-ка, тоа е па најмалата жртва што човек треба да ја даде. Затоа, одлично. И багажникот. И како што прилега на вистински теренец, гумиште во полна димензија назад. Поставено рачка, отворање, странично отворање, багажник, голем багажник. Тапациран, убаво обложен. Тука има некакви, не знам за што се тие за прицврстување, веројатно мрежа. Добивате секако дигалка, безбедносен ремен, сите тие тракатанци. Ова, не знам што има долу. Ова е доволно цврста е облогата. Е доволно цврста, до што се доаѓа, до нешто се доаѓа тука. Не, тоа е преграда. Добро. Куки, секако, железни куки за прицврстување на товар со јажиња. Тоа е многу важна работа, затоа што кога одите некаде со теренско возило, често пати носите нешто со себе. Тука има джеп во вратата, па отворање. Има секако и заклучување, значи кога ќе излезете на терен, да не се затвори. Че ако имате потреба од подолг товар, тогаш ова може да се извади и во тој случај добивате повеќе простор за дополнителен товар. Соборувањето на задната клупа се одвива со рачки, да видиме. Аха, добро, сепак може да се мести и аголот на задната клупа, може и вака да се залегне, добро. Тоа го има, меѓутоа да видиме соборувањето. Ете, колку има простор. Да, и ова е обложена е со заштитна, значи пластика, за да истрпи товар кога ќе се соборат седиштата. И учите по такви детали, учите дека ова е интелигентно сработено теренско возило и се заклучува нормално. По звукот ќе осетите дека се заклучува во таа положба, нема да се тресе. Би посакал повеќе светло да има, значи назад, таа мала светилка е недоволна. Баф! 212-ка. И со тоа се заклучени сите
поглавје околу овој автомобил. И цената. 40.000 евра. Производителите од Кина, конкретно и моделите кои што увозникот на BAF, а тоа е ABC Brother, ги продава веќе, ги нуди веќе известно време на македонскиот пазар, со долги години, веќе одамна зафаќаат и во подрачјето над 30.000 евра. И најдуваат на прифатеност. Луѓето имаат доверба дека ги бива автомобилите. Сега оваа 212-ка го нуди истото тоа во светот на теренските автомобили. И точно тоа што поседува такви автомобилски својства ја прави привлечна оваа 212-ка. И ете ќе се осмелам да кажам дека за 40.000 евра тоа е голема сума пари, каде што веќе има широк избор, може се да се избира. Овој автомобил нуди најмногу од се што имам представа во моментов од што може да го понуди сценава за тие пари. Најдобра противвредност за 40.000 евра, меѓутоа вреди.